Дворот на домот на Арама денеска беше ателје на отворено. Ученици од основните училишта од Струмица, Новосело, Василево, Босилово, Гевгелија, Берово, Демиркапија и Стајковци цртаа на тема цвеќе. Со техника сув пастел на хамер, учениците ги покажаа своите ликовни вештини кои ги преточија на хартијата пред нив. Кажи ми, прв пат ли учествувате или секоја година како школа учествувате на оваа манифестација? Секоја година учествуваме како училиште овде и Сакаш ли цртањето? да, го сакам. Во која техника сега цртате и што е темата? Темата е цвеќе, техника пастел. Прв пат ли учествувате на оваа манифестација? Не учествуваме прв пат, но јас за прв пат учествувам на оваа манифестација. Да, што цртате и која техника ја користите? Па со креда цртаме девојка, со темата ни е цвет, па затоа имаме цветови, не знам каде го објаснам. Кажи ми, дали е поинтересно вака во група кога цртате, својот импресија си ја создава? Да, навистина е поинтересно во група, но и е малку потешко, бидејќи се случуваат несогласувања. Во склоп на манифестацијата отворена беше изложба со најдобрите цртежи кои ги направија учениците од општинските училишта од регионот. Како дел од манифестацијата беше и аранжирањето цвеќе. Интересот е релативно голем за манифестацијата, бидејќи има навистина интересна тема. Темата е цвеќето, онаа непресушна тема која што пред се и како перцепција, кога гледате, и она емотивната страна што ја доживувате кога го гледате, и визуелното, значи, и сето тоа кога даде еден склоп, добиваме еден прекрасен комплет, една гарнитура која што ја имаме во цртежите кои што ги создаваат децата. Меѓутоа, манифестацијата започнува еден месец порано од денеска, со тоа што сите општински основни училишта добиваат покана за учество и на нас ни испраќаат цртежи кои се токму на тема цвеќе. Работата која што се вложува во организирањето на таа изложба која што е денес изложена и ќе биде отворена во текот на денот е навистина голема и од страна на учениците и нивните ментори, како и од страна на вработените во домот за деца и млади. Меѓутоа, верувајте ни, тоа не се ни осеќа дека е работа, бидејќи задоволството кога тие цртежи поминуваат низ нашите раци, нивната убавина ја го занемарува онај труд кој што го вложувате при самата изработка и припрема на изложбата. На свеченото отворање настап имаше групата Надеж, хетерогена група составена од возрастни студенти и ученици од Средното општинско училиште Јане Сандански, Ева Стојкова од Основното училиште Маршал Тито, како и членови на балетското студио Реверенс. Стручна комисија од ликовни уметници ги оценува најдобрите нацртани дела и аранжмани од цвеќе, зашто Домот за деца и млади Благој Јанков Мучето доделува и пригодни награди.